Како што може да видите, со мене е заменик председателот на СДСМ, господја Радмила Шекеринска. Добро вечер, добро дојдовте во Дневникот на Канал 5, господја Шекеринска. Се надевам дека ќе имаме културен, цивилизиран разговор, бидејќи се долго време јас сум во новинарството, вие сте во политиката. Добро вечер, ова е шанса еве после 8 години да влезам во една телевизија која што не е само приватна телевизија, туку е национален концесионер. И сметам дека после 8 години навистина е срамота за Македонија што се изненадува кога член од опозицијата се појавува на телевизија со национална концесија. Мора да признаете не дека не сме ве викале, не дека не сме ве канеле. Јас можам само да кажам најотворено дека ниту еднаш во овие 8 години не сум добила покана и ниту еднаш не сум имала прилика да гостувам кај вас. Сега е приликата. Тоа зборува за тоа каде сме и колку на Македонија и се неопходни медиумски реформи. Долго време, како што реков, сте во политиката, можеби имате и најдолг стаж во Социјалдемократскиот сојуз, поправете ме ако грешам. Поминавте долги години со првите луѓе на партијата, со господата Бранко Црвенковски, Хари Костов, Бучковски и сега со господинот Зоран Заев. Сега да ве прашам, како човек кој што имаше втора, трета, па и прва позиција, бевте единствена жена премиер на Балканот едно време, во 2006 година. Кога беше најтешко, кога беа најголеми предизвиците и кога имавте ли некакви проблеми? Сепак е тоа машки свет политиката. Па не знам дали е машки свет. Јас за мене единствената машко-женска конотација на која што можам да се сетам е конотацијата на изборите 2008 година, кога коментирав дека тогашниот премиер Груевски не прифаќа ни со маж, ни со жена да излезе на ТВ дуел. И јас мислев дека е тоа тема која што во 2008 ќе биде актуелна. Еве 10 години помина од како е тој во политика. Да ве поправам, ако постои човек кој што има долг политички стаж во Република Македонија, тоа е само Никола Груевски. 14 години е премиер или министер. Да, но вие сте и во тие 14 години што су? 20 години сте во врвот на Социјалдемократскиот сојуз. Па еве и тоа не сте го прочитали или не ви го пишале во биографијата. Никој не треба да ми го пишува, бидејќи ви кажувам дека сакам да ве прашам, бидејќи ме прашавте. Беше соработката со сите овие премиери, односно први луѓе, председатели на Социјалдемократскиот сојуз од оваа гледна точка? Од која гледна точка? Од временска дистанца. Од временска дистанца во принцип е тешко да се каже, заради тоа што од временска дистанца единствената асоциација која ми паѓа на ум е асоциацијата дека во 2005 година со тие премиери, некои од нив и председатели на држава, Македонија успеа да стане земја кандидат за членство во Европската унија. 10 години од тогаш ние не сме мрднале ниту еден чекор на тој пат. И една од причините зошто е тоа така е заради тоа што после 8 години ќе дојдете вака на телевизија и ќе ви постават прашање какви се премиерите во последните 15 години. Не, мислам дека е тоа обид. Се извинувам, бидејќи ме прашавте, ќе ми дозволите да одговорам пред Емил да исклучи струја. Апсолутно. Мислам не се служете со ниски удари. Зборуваме, рековме ќе зборуваме културно и цивилизирано. Господјо Богатинова, пред да дојдам во вашето студио имав прилика да го погледнам едно од последните интервјуа на тогашниот премиер Груевски, поранеш. И забележав дека на едно од прашањата 7 минути немате храброст да му се вмешате во одговорот, иако прашањето кое што го поставивте беше колку извонреден бил неговиот план. Ќе дозволите дека тогаш еднаш во 8 години, кога ќе дојдеме на ова место и во оваа телевизија, ќе ни дадете шанса, ако поставувате прашања, да даде ми одговори. Но да се вратам на темата. Факт е дека денеска Република Македонија е држава во која што сите чувствуваме дека имаме многу изгубено време и многу изгубени години. И факт е дека од тие причини денеска голем настан е дали интервјуто ќе биде пристојно или непристојно. Сметам дека ова се бројките кои што покажуваат на кое дередже после овие 10 години дојде Македонија. Сметате дека вие немате никаков удел, никаква одговорност во сето тоа? За медиумите? Не. Не, за медиумите. Јас зборувам за медиумите. Сакате за европската интеграција на Македонија, па бевте еве баш заради тоа. Во Брисел, ако не се лажам, и во скоро минатата година бевте заедно со Милошевски, така натаму, значи редовно комуницирате. Јас претпоставувам дека кога уредник ќе се подготвува за интервју, ќе провери податоци. Да. Она што можам да кажам е дека во периодот кога СДСМ ја носеше одговорноста за оваа држава, така се чувствувавме ние,
Оваа држава во 3 години од земја во војна стана земја прва после Хрватска од целиот овој регион кандидат за членство на Европската унија. Еден чекор не направи новата влада. И дел од причините е оваа катастрофална медиумска состојба која што за жал еве и денеска во интервјуто не се обидувате да ја поправите. Поправете ме ако грешам. Меѓутоа после првичниот коментар кој што го дававте за бројките, новите анализи покажуваат дека вашата телевизија, на пример, 2 часа позитивни дала за ВМРО ДПМН само во последнава недела. 2 минути резултати ги видовме. Не, ова се нови. Само да ви покажам дека некој Не, ова се нови. Не, ова се нови. Така за новите 10, за дополнителните 10 дена, замислете 2 минути ви се провлекле неутрални за СДСМ. Предпоставувам дека во моментот како уредник правите истрага како некој дозволил неутрални минути. Инаку вкупно да не заборавите дека овде беше и лидерот на вашата партија Зоран Заев. Час и половина негативни прилози за СДСМ. Дали простор. сметате дека милионите евра кои што ги добивате, не знам дали вие или само собственикот на оваа телевизија, се доволни за да го покријат овој срам? И да покажат во една држава дека нема теми кои ги покривате во интерес на граѓаните, туку ги покривате исклучиво во интерес на власта. Затоа опозицијата е забранета во овие телевизии. Затоа на овие телевизии 3 пати се појавуваме и тоа е светско чудо. Пазете, Македонија е европска држава, светско чудо е кога луѓе од опозицијата ќе ви дојдат на гостување. Луѓето од опозицијата имале обичај секогаш да ме одбиваат. Бидејќи пролетта кога имавме интервју... Кажете ми, госпоѓо Богатинова, кога мене сте ме поканиле и кога јас не сум дошла. Престанете со вакви манипулации и лаги кои што од ракав ги фрлате. Кога сте ме поканиле мене? Пролетта ве поканив и тоа преку вашиот, преку портпаролот на вашата партија ве поканив, госпоѓо Шекеринска. Јас имам телефон кој е ист повеќе од 15 години. Вашите новинари... Морали сите да го знаат вашиот телефон. Вашите новинари сите го знаат. И кога ќе им дозволите, често пати и се јавуваат. Не, се јавуваат секогаш кога имало потреба. Но да го имате телефонот? Не, го немам телефонот. Не, вашата телевизија, јас предпоставувам дека вие сте организиран систем. Оно што сакам да го кажам е дека во 20 дена, погледнете, во 20 дена, 1 секунда не сте дале критична, не велам негативна, за ВМРО ДПМН. И сега вие кажете ми, дали е тоа причината што само во текот на 2015-та Јас не знам кој ви ги изготвува сите овие, ако зборуваме за милиони евра. Па еве, мислам дека вие рековте дека тие не се точни. На терен, Господјо Богатинова, рековте дека не се точни. Еве, например, ОПСЕ ОДИХР што кажува. Владиното финансирање достигна 25 милиони евра. ОПСЕ точно е релевантно или не? Не мора еве уште еден. ОПСЕ ОДИХР вели Канал 5 46% од времето го посветува на ВМРО ДПМН со позитивен тон, 30% од времето со негативен тон за СДСМ. ОДИХР сигурно напишале и дека ние од јуни месец немаме никакви владини пари, владини кампањи, дека од декември немаме никакво политичко рекламирање, за разлика од вас, ние го почитуваме Пражинскиот договор. Ајде да ве прашам, дали е точно, бидејќи интересно спомнавте јуни месец 2015. Може да си проверите, на господинот Спасовски му дадов извод од картичката на Канал 5, можете денеска да ни дадете одговор како е возможно 2 дена после Кумановските настани, кога цела Македонија, како не е точно? И тоа не е точно, госпоѓо. Колку пари се прелеани на вашата сметка до јули месец? На господинот Спасовски му го дадов тој документ, меѓутоа ја испушти шансата да го земе документот и сега јас не мислам вам да ви го дадам. Госпоѓо Богатинова, ние излеговме со официјални исписи од официјални институции. За внатрешни работи, а вие не сте и не сте дел од власта, бидејќи тој дел од власта. Зборуваме или? Не. Ако има прашање, јас би сакала да дадам одговор. Одговорот е следен. Се додека се земаа пари, земавте пари многу. И за тие пари се уште отплаќате. Не отплаќате со своји раци. Отплаќате со лажење на македонската јавност. Апсолутно не сте во право, меѓутоа имам докази да ви го докажам тоа. А сега вие имате телевизија, 30 минути имате да излезете со докази. Ниту една институција не ја поби
информацијата со која што излеговме. Тоа беше само Ако имаше во еден интерес денар неточен на пријателските односи кои што сакаме да ги создаваме визави сликата што вие сакате да наметнете дека ние сме непријателска телевизија. Тука е разликата, господја Шекеринска. Многу човечки ќе ви одговорам, Да. се надевам дека сега, човечки ќе одговорите. јас да ве Извинете, прашам- дали ова е пријателски однос? Дали 1,5 час или 2 часа и 40 минути негативни тонови, заради тоа а на што кој им верувате, имаше господјо Богатинова? на оние кои што Еве се сега ќе ви кажам друг. релевантен извор, Кој е тој господја релевантен? Шекеринска. ОПС и ОДИХР не е релевантен, така? Не, Дали овие се е релевантен стари извор податоци и не агенција? може А вие не бевте во Канал 5 оваа година? Гледачите не можат да ги проверат овие бројки. Како не Вие може може да да ги сте си ги продават? напишале, господја Шекеринска, самите. Јас ви цитирав Ова 3 се- извештаи. А што ова кажувате се- на за извештајот на ОПС и ОДИХР? Овие Или и се тие лажат? Извештаи кои ги имате само вие. Јас до овие извештаи не сум дошла. Јас сум навистина шокирана дека Да. уредник на една национална Не концесија сум не си дошла. ги видел, не сте дошле до извештаите на ОДИХР. Извештаите, а вие сте дошле очигледно само со една единствена намера, дали се точни или не се точни не навлегувам. Ама сега, сега, како вие можете да кажете дали се да се точни? вратиме ние назад Агенцијата на за медиуми она дали е за релевантна што институција зборувавме според вас, на- господјо Богатинова? За она што требаше да дали зборуваме агенцијата во за ова медиуми интервју. е релевантна? Дали Господја можам да ја Шекеринска, цитирам? Ако може Прв да се огласувач вратиме број 1 на е владата. темата за која. Пети број поред огласувач ВМРО ДПМН. Тоа е официјален податок на агенцијата за Ако медиуми која што не можете предната година напамет да престана. зборувате. Па не можам Значи, напамет, вие немате листови. Сакате да Листовите, јас веќе му ги понудив на господинот Спасовски, а тој ме одби. Сега да вие одиме немавте на листови. прашањето. Да, вие имате извод од картичката на Канал 5. Ама сега, знаете, Има јас дава. ќе ви одговорам И многу тоа е отворено. Ако банкарска има картичка. некоја Ако има некоја Тој агенција тогаш или ми фирма побара, која исто што еве е и тоа може да му посредник, дадете одлука на управниот суд. Господјо за... Богатинова, не викнавте да си правиме муабет Не. како на селска чешма, Апсолутно. или вие ќе поставувате прашања, јас ќе имам шанса да одговорам. Тоа ниво го наметнувате. Не го господине наметнувам. Шекеринска. Вие поставувате убаво сакам да ве прашања прашам кои што се однесуваат за на вашата вашите работа. теренски активности. Меѓутоа, имаме и ние Може ли право да ве прашам? да дадеме одговор на тие теми. За вашите теренски активности. Сега почнавте да одите на терен, речиси секој ден, и гледаме од она што го представувате, дека зборувате и за укинување на радиодифузната такса, но и за укинување на ефтината струја. Тука ми е малку симптоматично во врска со ефтината струја. Како тоа мислите да го изведете? Да не заборавиме дека токму бомбона бизнис е она по што сте препознатливи и продажбата на ЕСМ за над 202 милиони евра. Бидејќи сте уредник, дали всушност знаете зашто е употребен изразот бомбона бизнис? Дали знаете дека тој израз е употребен во една емисија дебатна, Точно. кога зборувавме не за приватизацијата не сама, зборувавме за ОКТА, приватизацијата во која што проминентна улога имаше Никола Груевски. И во која што со договорот кој што беше сега постигнат, кажете некои ми луѓе за ефтината сега ме струја. прашувате или Не, да ми кажете за ефтината струја. А, ќе ми дозволите да цела кажам? јавност знае дека тоа го кажавте во врска Значи, со прво, продажбата на ЕСМ. мислам дека кога ги читате белешките, читајте ги добро. Да. И сега да ве укинување прашам. на ефтина струја сигурно не сум предложила. Да им Сум зборувате можела- на граѓаните за ефтина, дека ќе укинете Ефтината струја. дека ќе има ефтина струја, ќе Па укинете тоа е забраната различно за со ефтина укината. струја. Значи, Не, повторно ќе се врати ефтината струја. Така и Не. велите. На кој начин? Вие очигледно не си ги Објаснете. плаќате или не сте плаќале на времето сметки за струја, ќе знаевте дека има ефтина и скапа тарифа на Секако, сите сметката тоа за го струја. знаат. Па видете, струјата ја изгуби ефтината тарифа како резултат на овој период на 10 годишно владење на ВМРО ДПМН. Ќе ги смените И тоа- регулаторите, ќе ја Па, вратите назад не, ЕСМ? Ќе се смени. Што има Ивана, врска? што ќе Чекај, направите со Ивана? Господјо Богатинова, ако дозволувате, Еве план. еве Кажете ми план, го планот, ќе ви да. кажам. Например, нема да увезуваме 80 милиони евра од увоз струја, која што се плаќа 10 пати поскапо отколку домашно произведената во Македонија. Ама од неа многу луѓе заработуваат. И точно, со име и презиме се познати кои се тие луѓе. И заради таа увезена струја денеска Македонија плаќа и поскапа. Второ, регулативата може да се промени и да се врати дека во одреден број на часови граѓаните ќе имаат право да користат струја по ефтина тарифа. Дополнително, Дали на тоа она ќе се што согласи велиме... Евана, бидејќи е приватна компанија? Па дајте, ако поставувате прашања, прочитајте ги малку законите, Ама господјо не. Богатинова, и Ве дозволете прашам. да ви објаснам. Цената не ја поставува Евана. Цената Регулаторите, ќе ги цената- смените сите регулатори, ќе ставите ваши партиски луѓе таму. Цената ја коригира и ја усвојува регулатор, Така. кој што регулира врз основа на цени. Нема да бараме
ниту од ЕВН, Но ниту врз од основа ЕЛЕМ, на- ниту од МЕПСО да ги менуваат своите фасади во Предлозите барокни. на ЕВН, Дали така. знаете? А врз МЕПСО? И ЕЛЕМ МЕПСО. се државни. Така. ЕЛЕМ и МЕПСО се државни. А ЕВН? Сите последни поскапувања на струјата дојде од државните фирми. Сте си го поставиле прашањето зошто? Сте испратиле ли новинари да проверат колку граѓаните ги чини воведувањето на фасади во сите овие фирми и како тоа влијае на цената на струјата? Дали тоа сте се прашале? Сте се прашале колку... Но затоа вие ќе бидете популиста, наеднаш. Не, нема да бидеме Од елитист ќе популист. станете популиста. А кој тоа и сето тоа ги ќе го дели направите. значките да ве прашам на елитист и популист? Вие ги делите? Не. Или ВМРО ДПМН ги 20 дели? години сте елитист. А како Мора тоа да се вие знае. го констатиравте? Дали, на Па пример, тоа- го констатиравте на тој начин што јас, кога сум била на власт, не сум барала, на пример, да се возам во Мерцедес од 600.000 евра. Да не Народни зборуваме пари со за масажери. возење Ајде да се со- возиме. Да не зборуваме за возење во Мерцедеси, госпоѓо Шекеринска. Ве прашувам, господје не би сакал. Богатинова, дали сте чуле разговор кој, патем речено, вие на вашите гледачи не решивте да го пуштите, каде што премиерот Груевски вели вака: купете ми Мерцедес од 600.000 евра, да има масажер, да има 2 телевизора, Вие ама за ова па не можете да водете зборувате. сметка да не видат граѓаните. Јас ќе се возам со тој Мерцедес, кога ќе влегуваме во општините, ќе ми дадете некоја друга кола. Вас Дали граѓаните тоа ве е, на пример, гледат- популист? Дали Не. граѓаните вас Граѓаните- со што ве гледат? Знаете со што за- не гледаат на крајот граѓаните? на- Со тоа што вие го пуштате на телевизија. Вие ме прашувате дали одиме на терен, дали вие сте пуштиле еден прилог. Секако, секој ден. Еве денеска сега имаше на- двајца колеги на терен. Што пуштивте На денеска? крајот и двајцата. Го пуштивте Груевски со настан од сега- пред 10 дена. Апсолутно не. Господја Ајде. Шекеринска, уште за крај, уште едно прашање. Чекајте како за крај. Вие денеска сакате предвремено да го завршите Не, пред апсолутно. да дојде Емил Стојманов? Помина 17 минути од ова интервју. Излегува информации, ова го гледав како белешка, затоа што ми е многу чудно, дека синоќа Јанева, специјалната обвинителка, била повикана кај господинот Зоран Заев, кој што веднаш и рекол да почне со финалниот удар врз ВМРО ДПМН, со дискредитација на високи функционери и одложување на изборите. Ова го прочитав и ова го гледав заради тоа што сакав да ве прашам вас лично, дали го знаете ова, дали ова се случило, дали е измислица на некој медиум. Дали, ако имате огледало, навистина ви се воодушевувам како можете да се гледате во огледало. Денеска ги гледав 15 минути од ваши вести, кои што беа пренесување само на лаги, манипулации И од ова е овој лага. тип. Јас одговорно тврдам, бидејќи знам што се случуваше после вчерашното интервју, дека тоа не се случило. Меѓутоа, она што е интересно е како истата Катица Јанева, која што со аплаузи ја дочека ВМРО ДПМН, па и вие, како нивен гласноговорник, сега наеднаш стана Да не вештерка. одиме со квалификации. Јас не зборувам за квалификација, јас зборувам за бројки. Вие бегате. Јас не Зборувате гледам кај вас ниту една бројка. Зборувате со квалификации. Еве ги бројките. Со квалификација. 2 часа и 10 минути позитивни прилози за СДСМ. Па една секунда, еве може дури Позитивни јас за не ги пријам. СДСМ? Не позитивни за ВМРО, господи така. Богатинова, каде живеете вие? Не. Нели се Затоа уморите што 10 рековте години од обратно. еве не се 10 кај вас, 8 години од Па овие вие ако лаги? не се уморивте 20 години од не, вашите... од лаги. Добро. Јас сакам само нешто да кажам. Додека изгледаше дека никој ништо нема да истражува во оваа држава. Катица Јанева беше со консензус изгласана во собрание. Груевски мисли дека се може да контролира. Институции, медиуми, граѓани, сите. И во момент кога осеќа дека контролата ја губи, дека тлото под нозете го губи, нарачува хајка против сите луѓе. Не можат сите луѓе во оваа држава вие да ги представувате како државни непријатели само заради тоа што Груевски не од негови Непријател пари. е ваш збор, не мој. Не, непријател е овој кој што го прави ова. Злосторство е ова кај вас во 18 часот, ако сте следеле што се случува во Србија. Ова е злосторство кое не може да го платат милиони евра. Заради тоа што мислам дека професиите наши треба да носат и малку углед. Така. Госпоѓо А вие Шекеринска, денеска, да го вие завршиме денеска не разговорот поставивте без- ниту едно прашање кое што се однесува Изгледа на не ги суштинска слушнавте. политика. А тоа е првото. Изгледа- Зошто, на пример, во Анализите, вашиот ако медиум... може да ги оставите за подоцна, јас ви благодарам што бевте дел од дневникот. Господјо 20 Богатинова, минута ни поминува. ова само Уште- покажува Не. дека вие не сте подготвени не само Апсолутно. да се отворите кон опозицијата. Ова покажува Не знам. дека не сте спремни дури ни да Госпоѓо слушате. Шекеринска, следниот пат ниту еден аргумент не Следниот излеговте. пат
Повелете на во Република емисија каде што ќе Македонија. можете да зборувате многу подолго, прашам, а ова е дневник. Да ве Сепак. прашам јас само, дали овие средства кои што ги добивате од буџетот на Република Македонија или ги добивате од куферите на ВМРО ДПМН? 5 милиарди евра се ги искрадува во Македонија. Имаат многу пари. Ние сме комерцијален медиум и имаме наши комитенти, господја Шекеринска. Вие половина од приходите го добивате од буџетот и сте одговорни пред овие граѓани кои што повторно не сте уклучуваат во право, телевизор и сакаат да чујат овој вистина. популизам не ви приличи. Една бомба не пуштивте. Не Една приличи. бомба не пуштивте. На јавноста не изјасни кажавте. господјата Катица Јанева во врска со бомбите и јавното обвинителство. А како тоа вие зашто Затоа што ти мерки тие- пуштавте на вашиот телевизиски екран? Тие бомби, Тие мерки господјо пуштивте. Шекеринска, А јас уште не днес ќе ви смеевте кажам. да дозволите да се чуе што се преговарал вашиот газда. Што преговарал Никола Груевски како да изгради зидови на водно, граѓаните да не Нашиот го гледаат. газда може да проверите и ова не ви е точно во централниот регистар дека лицето кое што пред малку 2-3 пати го спомнавте, А не е ваш не собственик. станува за собственик. Не станува збор за собственик. Да. Тоа И само покажува дека во медиумите така не ни што- треба темелна реформа, во медиумите ни треба Размислете за сериозен земјотрес. за се она не што само го зборувавте собственичките вечер, односи, вечерва. па како тогаш Емил Собственичките Стоименов односи не се ни од во вчера, разговорите не се ни вели од дека ќе ви завчера. ќе ви нареди да повлечете анкета. Тоа е во 2011. Како тогаш Емил Стоименов во 2013 ви требало и вие да се налог. подготвите малку повеќе заради тоа што во 2011 Знам дека беше се смени собственик, а сега законот. не. Во 2013 Така. ви праќа налог дека еден професор кој што сте го викнале да зборува за сериозна тема, дека ќе мора да го повлечете во следните вести. Така што И предпоставам тоа дека овој денешен разговор нема да биде Професорот кој што знам дека е ваш добар пријател, не е сепак мој пријател, не е него повлечен. тој Ви благодарам професор уште не ми е еднаш. многу пријател, Изгледа дека меѓутоа изгледа сте претиравме добивале, многу. не изгледа сте добивале Со многу разговорот. наредби. И вас ви е тешко да запамтите што какви се наредби сте добивале во овие неколку години. Не, многу ми е тешко што сега ќе го завршам разговорот со вас, госпоѓа Па вие Шекеринска. можете да ме Ви викнете и благодарам друг многу, пат, ќе ве викнам секако. без исклучување на струја, без исклучување на микрофони. Апсолутно. И струјата и микрофоните, како што видите, одлично работат. Ви благодарам Да, многу. меѓутоа уредникот Продолжуваме сака да со разговорот. сепак Јас сакам да се заблагодарам продолжуваме. на сите оние кои што влијаеа вие да мора да ги поканите луѓето од Сега опозицијата. продолжуваме на темата медиуми. Работните групи во клубот на пратеници ги продолжија разговорите околу реформите во медиумската сфера.